Градот на конзулите, убавите како што велат битолчани чупиња, гордоста на историјата магичната Хераклеја, широк сукак, градот на Милтон Манаки, лична Македонија ја посети личната Битола. Убав почеток за овој крај е Хераклеја Линкестис, античкиот град под Баба планина постои од 4 век пред нашата ера. Градот го основал македонскиот крал Филип II како главен стратешки центар на северозападната граница на тогашната македонска област, Линкесида, денешно Битолско поле. Со векови тука се градело, уривало, но градот по секој уривање повторно растел и во доцната бронзена ера, хеленистичката епоха, римската, византиската. Тука минувал римскиот пат Вија Игнација. Филип II кога го подига овој град, го подига како стратешки центар. Во времето на римската окупација на овие краеви, во 168 година пред нашата ера, до 148 година се воделе многу војни за да се заземе Македонија. После третата римско-македонска војна, веќе Македонија е заземена и на овој простор, во овие простори се создава првата римска провинција. Хераклеја е главен град на 4-та област, што значи дека Македонија е поделена на 4 области за да може подобро да се владее со неа. Поделбата може би не е толку тешка, меѓутоа многу е страшно тоа што во еден од законите е запишано дека не треба меѓу себе да се женат и меѓу областите да нема меѓусебна женитба. Значи тоа е многу едноставно, не сакале да имаат комуникација затоа што Македонија кога била целосна била многу силна. Значи Хераклеја, кажавме, е веќе значи името. Името е доаѓа од богот Херакле, повторно со македонските кралеви кои што мислеле дека нивниот род потекнува токму од Херакле, а Линкестис, таа област Линкестида, Линкс значи рис, значи ова е земјата на рисовите, а областа Линкестида се простирала некаде меѓу битолско и леринскиот простор, рамнина. Хераклеја е со доаѓањето на римјаните во овие краеви, Хераклеја станува еден вистински бисер, затоа најмногу сведочат самите градби во градот и тоа од тој период. Впечатливи се градбите на портикот, на термата и секако совршениот театар. Археологот Ѓоргиевска нови локалитет истражува скоро 30 години. Дел по дел внимателно ја раскажуваше историјата. Низ низиното раскажување може да го видите тогашното време, како луѓето одат по Вија Игнација, пијат од чешмата, гледаат гладиаторски борби или представа. Портикот е една градба во која што се зачувани неколку скулптури, од кој една на богинката Немеза и на еден угледен граѓанин хераклејски Тит Флави Орест. Во целава ова просторија многу впечатлив е еден епиграфски споменик на кој што се запишани стихови од дела и денови на Хесиот. И токму тие стихови се однесуваат на правдолюбивоста, поврзани се со Зевс, што ни дава право да потврдиме дека всушност овој портик е портик на судница. Вториот објект од римското време е термата. Станува збор за една мала терма, затворен тип, која што можела да прими од 25 до 30 луѓе. И интересен податок е тоа што таа се загревала по систем на Хипокауст. Подигната е во 4 век од нашата ера, додека пак портикот во 2 век од нашата ера. Она што е маркантно на самиот локалитет, тоа е театарот, подигнат е во 2 век од нашата ера и всушност е едно совршенство, каде што се вклучени во сите градежни зафати, сите канони што ги запиша големиот градител Витруви. Значи, она што е највпечатливо, најбрилјантно и најзначајно во Хераклеја, тоа се подните мозаици. Мозаиците ги има на површина од околу 1300 метри квадратни
и тоа во техника на сектиле и тесалатум, претежно во техника на тесалатум. Мозаиците се во објектите на малата, големата епископската резиденција и навистина се ремек дело на ранохристијанската уметност. Всушност, тоа е и вториот период од развојот на овој град, кога е наречен златен век, златно доба на Хераклеја Линкестис. И она што посебно импресионира, тоа е градската чешма, подигната за време на императорот Јустинијан. Благодарејќи на текстот запишан на самата чешма, дознаваме дека епископот Јован Хераклејски по повод 35 годишното владење на големиот император Јустинијан ја подига оваа чешма. Совршенството на античкиот театар е во звукот од црвената точка, каде стоеле глумците. Гласот им се слушал совршено. Беспрекорната градба на театарот е вистински феномен за археолозите. И денеска, кога тука во летните ноќи се читаат драмите, не е потребно озвучување. Местото има одличен звук. На камените долги редови, секој што доаѓал си го знаел местото. Од театарот можеме да дознаеме многу информации за тоа како бил граден, односно организиран градот Хераклеја. На првите седишта се испишани имињата на општините. Има неколку општини, поточно 6 општини, значи Хераклеја е град граден по традиционален начин, кој што пак од друга страна укажува колку добро е организирано, колку биле добро организирани представите во самиот театар, затоа што секоја општина си имала седишта. Во централниот дел се наоѓала почесната ложа, а на најгорниот дел од заштитниот ѕид на театарот се стоела богинката на правдата Немеза. Значи, откриени се и траги, на самата сцена откриени се траги од дрвена бина, што укажува дека театарот се користел за сценски представи. Меѓутоа, во 4 век, кога со појавата и афирмацијата на христијанството, голема е веројатноста дека театарот ќе одигра пресудна улога во градењето на култот на маченикот. Имено, христијаните биле тие што биле пуштани во борба со изгладнетите зверови, или така наречени гладиаторски борби, така да со тек на времето, бидејќи мајката на Хонорија била добра христијанка, овој театар престанува да работи веќе во 4 век. Со појавата на христијанството, голем дел од седиштата на театарот, веројатно во знак на лош спомен, се дислоцирани и тие се истите, со нив се градени базиликите во сама Хераклеја. Музеиците не можевме да ги видиме, покриени се со песок за да се заштитат од ниските температури. Не само музеиците, туку и ние на кратко се тргнавме од студот. Битола е убава, но зимскиот период е навистина ладен таму. Интересни и топли приказни ни раскажаа во музеот, од историјата до етнологијата. Битолчани се познати како големи домаќини во нивните домови. Се си има ред, уредено по традиција. И рамките за слики не се обични, туку се креирале слики со везови. Во музеот е поставена битолската соба. Многу интересни фотографии и слики представуваат овие везани фотографии на кои што се представени членови од семејства, богати битолски семејства, а фотографиите се сместени во оквир и со обогатени со визуелно, значи представени геометриски фигури изработени од златен испилен конец. Што представува една, кога ќе кажеме, битолска градска соба? Што треба да има секоја градска битолска соба? Кој е белегот на таквата соба? Да. Значи, токму таа идеја ние покушавме, меѓутоа мислам дека и успеавме, бидејќи оваа сега градска соба представува дел од сталната музејска поставка. Меѓутоа, ние сакавме да доловиме еден градски амбиент, односно амбиент во кој што се живеело во средината на 19 век, па да речеме негде до 50-тите години од овој век. И
нема тука да поделиме по етникуми, него ќе кажеме градски амбиент во кој што се испреплетени тие западни и ориентални влијанија, меѓутоа не е ни малку за подценување и локалното, она што локалните мајстори ни го оставија во наследство. Градот на конзулите, познат по дипломатите, но тука освен работата и убавиот град, конзулите не можеле да одолеат на шармот и на убавите битолчанки. Па, мојот сопруг е хрватски консул во Битола, иначе кога ние се запознаевме, бевме обични студенти, меѓутоа, животот не донесе да бидеме овде. Јас сум битолчанка, тој е спличанец, и кога дојде време да се отвори хрватски конзулат, мажот ми беше едноставно избран и ден денес ја обавува таа функција. Меѓутоа, што е интересно, игра на судбината. Зградата во која што е сместен хрватскиот конзулат беше куќата на познатиот најбогат трговец на овие простори, Данабаш. Подоцна во таа куќа беше сместен години Народниот музеј до 76 година, кога бевме преселени во ова, да речем, зграда. Иначе во таа зграда, значи куќата на Данабаш, денес е сместен покрај хрватскиот конзулат, црногорскиот, а во догледно време, можда за едно месец дена, ќе биде сместен и украинскиот. Во музеот историјата ја читате, гледате и ја слушате низ раскажувањата на кустосите. Посебно место има првиот македонски балкански снимател Милтон Манаки. Низ овие објективи се направени многу репортажи. Најпозната е репортажата за престојот на последниот османлински султан Решат, сцени од бесењето на македонските борци за независност на Македонија и епизоди од Балканските војни. Битола запоседувана била од многу војски, се воделе многу борби. Долга историја. Во овој дел е опфатена историјата на Битола од некаде средниот век или од 7 век некаде, кога се населуваат словените, па во понатамошниот период, а особено е акцентот ставен во времето кога Битола доживува најголем развој во тој период, односно во време на Самуиловото царство, кога Битола е еден од царските дворци и кога се одвива еден богат пред се црковно културен живот. На просторот на Битола во овој период се изградени голем број манастири, поради што во подоцнежниот период дури бил градот именуван како манастир. Инаку, после уништувањето на средновековното македонско царство, односно царството на Самуил, настапува еден период во кој со Битола и Битолско владеат разни владетели, бугарски владетели, крстоносците се тука, а освен тоа еден период доста долг владеат и српските владетели од како цар Душан го освоил овај простор. Сето тоа трае до 1492 година, кога Битола потпаѓа под власта на турците османли и настапува еден долг период на османско владење со Битола. Во тој период веќе Битола доживува длабока етничка промена и од христијански град тој се претвора во скоро целосно муслимански град и надворешните обележја стануваат на градот целосно муслимански. Овој период на турците османли и скоро целосна етничка доминација на турците трае некаде до почетокот на 19 век, кога христијанското словенско население започнува повторно да се враќа во Битола. Градот во тој период, особено во од средината на 19 век, кога бил претворен во центар на ромелискиот вилает, обществено-политички центар на ромелискиот вилает, доживува брз развој на сите полиња, и на културен, и на економски, и на политички, и на обществен раст.
Денот полека заминува, на широк сокак станува раздвижено, кој од работа, кој на кратка прошетка, но тука нема некој што не е дотеран. Со право и муабетот и до продавница да се оди, без шминка не се излегува. Широк сокак е музеј на преубавата архитектура. Тука има џамија, католичка црква. Се слуша и оџата и црквеното звоно. Едно без друго не оди. Тука биле и ќе останат, велат битолчани. Секоја куќа е убава, различна од другата. И секако со модерните балкони богати со исковано железо, во разни форми. Битола е еден од ретките градови кај што имаме, можеби на Балканот, толкава употреба на елементи од конзулни елементи од лиено и ковано железо, кои се подпират еркерите и балконите. Значи во првите периоди, значи во 19 век имаме најпрости форми на конзулни елементи, тие се од ковано железо, за подоцна да се применува од лиено железо и негде има една типологија од 15 лиени елементи кои што се употребувале на подрачјето на градот Битола. На крајот на широк сокак е саат кулата. Многу интересна приказната за кулата. Се раскажува дека изградена кога отоманските власти во градот, односно турците, поминале по сите околни села и собрале околу 60.000 јајца, од кои што направиле малтер. Од смесата измешана со камења ја изградиле кулата, чии цврсти ѕидови стојат и ден денес неоштетени. Чаршијата во Битола е посебна, но со тек на времето и во овој град изумираат занаитите. Па со посебно внимание овој дел од нашата репортажа му ја посветивме на единствениот звончар, Иван од Битолската чаршија. Изработувам обично клопотачина за овци, за стока, за крупен добиток и така, звонци. Единствено Македонија нема чаршијата. Нема тука други дуќани. Слабо, сега слабо, стока нема. Селата си сели, стока дојде и така. Одит на чаршијата што е во Битола? Што било некогаш, а што е денеска и за нечиството го има, го нема? За нечиството пропадна, нема, занаети. Сега на прсти се броја занаетите. Се поќе кафичи, тие дуќани за текстил, и дуќани чели, не знам што да мојт, кафани. Кој најмногу ви бара клопотарци? Најмногу се не се бара, се правиме колку да не седиме дома, иначе по нешто се продава повеќе така, тој према Тетово, гостива тие места, нешто од Грција иде и работиме, колку ти реков, да не се седиме дома, да не се вртиме. Кој занет сте го наследиле од? Наследение од пред 50 години. Иначе тука сум од 55-та, 54-та година. Со Иван се поздравивме со надеж дека нема да изумре овој занет. Ова е еден дел од Битола. Секако може да биде добра можност еден убав викенд да поминете во градот на конзулите, да се напиете кафе на широк сокак, да се вратите пред нашата ера, да го слушнете ехото во античкиот театар. Лична Македонија ветува дека Пелистер ќе го посети во убавата Битолска пролет.